Почитувани гледачи, добар ден! И денеска ве поздравувам од комплексот Етно село Тимчевски во склопот на одбележувањето на Денот на руралната жена и јувкијадата. Денешната емисија Вкусот на традицијата има едно посебно изненадување специјално за вас. На моје огромно задоволство, верувам и на сите вас и присутни членови на Федерацијата на фармери на Република Македонија, е гостинка господјата Мери Џо Волерс, сопруга на американскиот амбасадор во Република Македонија. Добре дојдовте во Етно село и во емисијата Вкусот на традицијата. It's an honor to be here. Thank you. Би сакала од се срце на господјата Волерс да го подарам македонскиот традиционален готвач. Повелете. Затоа што таа е голем обожувач на македонската традиционална храна. Господја Волерс, вашето престојување во Македонија, слушнав дека многу ја сакате нашата македонска традиционална храна, уживате исто така сакате и да готвите. Yes, it's true. I love Macedonian food. Love to cook. Специјално за денешната гостинка, сите членови на Федерацијата на фармери, жени фармери од Република Македонија, приготвија за вашето присуство еден пехчевски зелник и исто така господјата Виолета од Пехчево слушна дека вие сакате македонски традиционален ајвар и овој го приготвија специјално за вас. Thank you. Почитувани гледачи, сега ние ќе ви презентираме едно македонско традиционално старо јадење кој што потекнува од преспанскиот крај и се вика млечник од Љубојно. Господја Волерс, дали сте биле во преспанскиот крај, дали сте пробале некој специјалитет од преспанскиот крај? Yes, I've been to Prespa, but I've never had your specialties, so I'm looking forward to it. Токму во денешната емисија Вкусот на традицијата, кога ќе го приготвиме, ќе имате можност да го пробате овој специјалитет и ќе го посветиме специјално за вас како наша драга гостинка. Thank you very much. You're welcome. Quite an honor. За да ги искористиме веќе претходно направените јувки на јувкијадата, до мене е мајче Трајанка од село Љубојно. Таа е најактивен член на Сдруженијето на алтернативен туризам од Љубојно. И не случајно е денеска овде со мене, таа е права ризница и богатство на македонски традиционални рецепти од преспанскиот крај. Мајче, што денеска ќе ни кажеш ти на нашите гледачи за овој специјалитет млечник од село Љубојно од преспанскиот крај? Да. Како се приготвува тестото? Тестото се приготвува со брашно. Колку брашно? 1 кило, 2, зависи колкава количина ќе правиш. Еве за овој плек, за ова тепсија. 1 кило брашно. 1 кило брашно. 10-12 кори. Се вадат. А во брашното што оставаме? Млеко? Во брашното малку солче, квасец, шекер малку, шекер и масло, половина филџан од кафе. Колку се става квасец? Коцка? Од коцката малку. Малку, помалку од пола од коцката. Помалку од коцката. Пола коцка, значи четвртинка. Да, четвртинка квасец. А со млеко или со вода? Со вода. Со вода. И се прават кори. И се сучи кори. Корите. Прво тестото и се сукаат корите и се сушат. Се печат на... Се подпекува. Шпоред на дрва. Значи... се печат корите. Доколку се сеќавате кога бевме во Љубојно, многу убаво село, тетка Трајанка, тоа Љубојно убавина. Корите се печат. Ова големина се подпекуваат на плотнат од шпоретот. Или, како што ви кажав, доколку го правите во домашни услови во стан, на превртен плех, од озгора ќе ги ставите и ќе се испечат, еве ќе се добијат вакви кори. Што ни е потребно за филот? За филот, тетка Вера ни даде ако се 15 кори, се стават 15 јајца. Ако се 12 кори, 12 јајца. На секоја колку кори имаме тука? По едно јајце. Колку 15. кори? 15 кори, 15 јајца. Так. Ова се домашно производство од кокошките тука од Етно село, тетка Вера ни ги даде. За денешната емисија пола лажица сол и
маслото, еден филџан од чај. Ајде да почнеме ние со специјалитетот. И млеко 1 кило треба. Млеко 1 така. литар. Ајде. Ни Прво треба 1 солче. сат, половина Лажичка лажичка сол. Е, Потоа сега јајцата. јајцата. 15 јајца на 15 кори. На 15 кори. Дали да ги размешаме или од истите јајца или? Од истите. Се нека си Така, биде нека е. домашно. Домашни. Домашни кори, Така јувки и се разбира домашни јајца, млеко домашно тука од Старо Нагоричане, се ни е домашно производство. Домаќини. Сега ова добро се Ќе се мати. изматат. Значи половина лажичка сол со По 15 укус, може и јајца. посолено. 1 литар млеко. Да. Може да го сипеш. Може? сега? Може. Колку Јас- треба масло? Еден филџан филџан треба, да. Сега. Значи 2,5 децилитри масло. Е, сега На дното од тепсијата се става една кора долу прво предходно масло редиме. со масло. Масло, па ставаме една Е, така. кора. Сега што Па ќе уште направиш? една пак. Па уште една кора. Значи 2 кори 2 кори и од филосија. и од филот редите. Е, Еве јас така. вака ќе те помогнам. Ги премачкувате одозгора корите. Остави сега. Добро. Е, сега корите сите други вака се кинат на парчиња. Вака парченца. Ова е Така. интересно, не сум видела досега тетка Трајанка. Е, па сега ќе видиш. Само Значи, секој во ќе види вашиот дека- крај вака се прави, а? Вака. Сега уште ќе редиш нагоре? Уште. Колку кори, ова е трета веќе, ја ги бројам. Трета, четврта Трета. да се Да се доста наполни, филно. да Така, се наполни. Ова е веќе петата кора што ја стави. На 2, на 3 пати, како ќе сакаш така. Добро. Важно истото заире. Ајде сега држи го така. Е, Се убаво да ги натопиш со филот, а? сега да се. Мгм. Мајче, после И ќе ќе го си- пробаме сите заедно. Ќе го пробаме да На сите ќе им дадиме помалку. сите да пробаe. Да. Е така. Добро. се пак. Сега одиме со останатите кори. Двете побрзо ќе бидеме готови. Брзо, брзо. Значи, до крај сите кори, така се кинат. дробат, се кинат, и најодозгора се се Потура со прелива филот. се со останатиот дел од Да. филот на сол, масло и млеко. Е така. Сега уште малку масло може да му Уште даде. малку масло, повели тетка Трајанка. Го прелеваме од озгора со масло и ќе го Сега- ставиме да се пече во кујната на загреана рерна на колку 250. степени? На 250, колку време? Па 1 сат 1 час. близко. Еве вака изгледа веќе. Оу, тешко е. Вака изгледа подготвено за печење. Сега додека се пече овој млечник, јас и тетка Трајанка ќе се придружиме кон останатите членови на Федерацијата на фармери со нови изненадувања само за вас. И сега тетка Трајанка ќе ни го послужи овој прекрасен специјалитет.
да го пробаме. Јас веќе тетка Трајанка огладнев. Ево, повели. Благодарам многу. На здравје до тие. Оф, како убаво изгледа. Така му е мајката. Така, тетка Трајанка, така да кажеш. Прекрасно е. Прекрасен. Ова ни е традиционално во Љубојно. Да си здрава и жива тетка Трајанка, пак да ни направиш. Пак да направиме во Љубојно да дојдеш не. Амин, ке дојдеме во Љубојно. Ајде, нека ни е на здравје. До година пак да си се собереме заедно зубаво. Довидување, почитувани гледачи. До следната емисија Вкусот на традицијата со интересен предлог за рецепт на денот. Довидување.